بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد nije بإذن الله تعالى ke продолжиме со ова изворедна книга, таа книгата на الحافظ العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله. И се уште сме во бабу салатул джамаа, значи поглавие намазот во джамаат. Значи оние правила што се во врска со джамаатот. И во минатиот дерс застанавме кај хадисот број 380. Значи досега имаме учено од оваа книга 380 хадиси. 380 хадиси. Што би било препорачливо секој еден од нас, барем за секој едно поглавие по еден или два хадиси, да научи значајноста на тие хадиси, да ги имата како аргументи. Овој хадис, број 380, вели ибн Абдул Хади рахимахуллах, وعن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال له: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. Во овој хадис, што е пренесен од Зейд ибн Тhabit, а е заверен во Бухари и Муслим, кажува Зейд ради Аллаху анху, дека посланикот салаллаху алейхи ва саллам зеде едно место во неговата џамија. Значи го намери едно место специфично кој се клањаше доброволен намаз после ација. Значи овде е во вистина таравија намаз. Го зеде тоа место и се клањаше тука посланикот салаллаху алейхи ва саллам во тоа место. Но по некое време присутните кои беа во џамијата почнаа да се клањаат со пегамберот салаллаху алейхи ва саллам заедно. Значи се врзаа за посланикот салаллаху алейхи ва саллам и го следеа него во намаз. Ова се случи неколку вечери. Во некој пренесувана се кажуваат беа 2 вечери, во некој пренесувана 3 вечери. Не е важно колку вечери, важно е дека се случило. И да беше само и една вечер, се случило. Кога посланикот салаллаху алейхи ва саллам забележа дека секоја вечер повеќе и повеќе луѓе се збираат, значи првата вечер имаше една мала бројка на луѓе, но другата вечер кога беше се имаше разбрано во Медина, дојдоа поголем број, третата вечер уште поголем број. Така што, како што вели шејх Зейд рахимуллах, во четвртата вечер се одлучи посланикот салаллаху алейхи ва саллам да не излезе надвора. Значи да не излагат од неговата куќа, од неговите соби, надвор кај луѓето да се клања со нив. Тогаш присутните ги кренаа нивните гласови. Значи почнаа да се прашуваат каде е посланикот салаллаху алейхи ва саллам, што се случи, значи го чекуваа. Така што некој појдоа дури и чука, значи кај вратата од посланикот салаллаху алейхи ва саллам да праша, значи каде е посланикот, дали ќе излезе, што се случи. И тогаш посланикот салаллаху алейхи ва саллам излезе кај нив и им рече дека што е ова вашево, односно што делувате вие со ова, јас се плашев, затоа и не излегов, дека овај намаз вас ќе ви се направи фарс. Ќе ви стане задолжен намаз, значи таравијата. Зашто беше времето кога објавата слагаше. Значи тоа беше време кога објавата слагаше.
И посланикот салаллаху алейхи ва селем од страх не излезе надвор, значи во четвртата вечер, поради она што се плашеше да не стане таравијата фарс. И затоа, значи, потоа го прекина посланикот салаллаху алейхи ва селем. Значи немаше повеќе навика да излагат и да се кланјат со џемает таравија. И тогаш им рече посланикот салаллаху алейхи ва селем на присутните: вие на вас е да ги клањате вашите нафиле намази во вашите домови. Тие се најдобри намази за вас. Освен оние задолжни намази. Значи намазот што е фарс, тој е подобар да го клањаш во џамија, како што учиме во почетокот на поглавието, со 27 степени повеќе. Така има дојдено хадиси, што Шех Албани рахмуллах има сахих, значи оценето тој хадис, да, дека намазот доброволен во куќата на еден човек е подобар онолку колку што е фарзот подобар во џамијата. Значи 27 пати, 27 степени. Ова сето е поврзано, значи, со можностите. Ако ти имаш можност да ги клањаш, значи и пред време, значи значи например за пладне, клањаш пладне оние суннети редовните кои се пред фарзот дома и имаш време да одиш во џамија и да го стигнеш фарзот. Значи ова се во рамките на можностите. Затоа посланикот салаллаху алейхи ва селем вели тука, значи, вие клањајте ги вашите доброволни намази во вашите домови. Освен, значи се тие подобри се, освен, значи, ел-мектуба, значи оние задолжни намази, значи фарзовите. Фарзовите се подобри да ги клањаше во џамија. Шех Зейд рахимуллах вели во објаснувањето на овој хадис дека овој хадис е аргумент дека намазот нафиле е подобар и повреден да се клањат дома. Значи нафилето е подобар и повреден да се клањат дома ако човекот е во можност. Освен исклучокот е дојден, освен што е во врска со намазот на таравија. Таравијата е подобра да ја клања човекот во џамија со имам. Зошто? Поради што дојдено е хадис од пекамберот салаллаху алейхи ва селем, кој вели посланикот салаллаху алейхи ва селем: мен қама ма'ал имами хатта јансарифа кутиба леху қијамул лейл. Значи кој се клања со имамот, значи таравија, се додека имамот се оддалечит, значи заминет, му се пишува дневно како да клањал цела ноќ. Значи за ова има дојдено специфичен аргумент за таравијата. За сите други, значи доброволни намази е подобро да ги клањаш дома. Освен исклучокот е дојден, значи со овој аргумент во врска со таравијата дека е подобро и наградата е повредна да ја клањаш со имам во џамија. Таравијата која клања Мухаммед салаллаху алейхи ва селем 2-3 вечери, потоа е прекина поради страв да не им се задолжи на луѓето, на народот, на неговиот уммет. Исто во времето на Абу Бакр радијаллаху ан, кога владееше Абу Бакр радијаллаху ан 2 години и неколку месеци, не се клањаа муслиманите таравија во џемаат. Секој поединечно во неговите куќи. Исто така, во почетокот на владењето од Омара радијаллаху ан, луѓето се клањаа поединечно.
Една ноć od noćevita, Omar al-Faruq radijallahu an, kako što kaže šejh Zaid rahimahullah tuka, Omar al-Faruq radijallahu an izleze na dvor, odnosno vleze vo džamijat od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i gi izdogleda lugeto kako ti je vo grupi podeleno klanja taravija. Nekoj dvajca su imam pred njim, nekoj trojca imam od pred njim, nekoj 5 imam pred njim. Znači poveke grupe vo džamijava i svaka grupa imaše svoj imam. Koga go zabeleža Omar radijallahu an to nešto, im naredi na njih da se soedinat i da klanja taravija za jedan imam. I tuka počne, znači, klanjanje to povtorno, taravija za jedan imam. Koga Omar radijallahu an vide koliko ubavo se klanjat za jedan imam, togaž go reče, to je zborod, ni'matul bid'a. Znači, koliko ubavo ova je bid'a, ova nova rabota. No ovde el bid'a ne se podrazbirat terminološki gledano, verski gledano, tuku jazično, vo arapskata lingvistika, vo arapski od jazik. Znači, ne je ona što je zabrana, je to verski, zašto ovde je ona rabota koji imaše baza. Ovde nam Omar radijallahu an im reče nešto, klanjajte se vi za jedan imam, i to je go započna to. No, imaše to i pekambero sallallahu alejhi ve sellem, 3 večeri, така kako rekao me. No pоради straf, zašto vo времето на пекамберо салаллаху алейхи ва саллям објавата слагаша, остави тогаш пекамберо салаллаху алейхи ва саллям. Но во времето на Омара беше објавата се прекина. Не постоеше никаков страф сега за да им се стане на муслиманите, а таравијата задолжност. Зашто? Објавата прекина со смртта на Мухамед салаллаху алейхи ва саллям. Разбравте сега го доброва? И тогаш, значи, тогаш од тоа време, зашто самата таравија да се кланјат во џемаат за еден имам, како што вели шејх Зейд рахимуллах тука сега, имат легитимирано Мухамед салаллаху алейхи ва саллям. Но таа се остави поради таја причина што беше напомната се неколку пати. Но таја причина, тој страф што постоеше, исчезна. Се заврши објавата. Да. И тогаш, значи, Омар радијаллаху ан обнови она што во вистина имаше база, имаше корен во верата. Имаше легитимација во верата. Значи, не дојде со нешто ново, значи, што тој го имат обновено, што нема никаква база во верата, ни во Куранот, ни во Суннетот. Никогаш. Зашто многу луѓе се фачаат за овај збор од Омера радијаллаху ан и покушуваат за нивните интриги и за нивните страсти и емоции да ги следат после. Не, немате никаков аргумент и немаат нивните работи никаква врска со ова работа што Омер радијаллаху ан нареди да се кланјат за еден имам. Зашто имаше база за тоа. А базата беше кај посланикот салаллаху алейхи ва саллям. И како што вели шејх Зейд рахимахуллах, кога ги виде Омар радијаллаху ан поделени на неколку, значи, групи во џамијава, секоја група имаше свој имам, Омар радијаллаху ан ги врати нив на онај начин како им покажа нив пекамберот салаллаху алейхи ва саллям. Значи првиот начин. Како? Пекамберот напред имам беше, сахаба зад него се клања. Ова беше, значи, базата кај пекамберот салаллаху алейхи ва саллям. Тоа беше, значи, во врска со овој хадиса. Потоа, следниот хадис, а тој од Джабир ибн Абдилlah радијаллаху анхума قال: صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بي والشمس وضحاها
وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى متفق عليه. Ovaj hadis koji go prenesува Džabir ibn Abdillah radijallahu anhuma, kažuva Džabir дека Muaz ibn Džabal radijallahu an se klanja со неговите луѓе, односно со неговото мало јација. Зошто Muaz radijallahu an се клањаше јацијата со пекамберот салаллаху алейхи ва селем и после одеше кај неговото мало и ја клањаше јацијата, ги водеше неговото мало во јацијата, ја клањаше со нив и водеше нив во намаз. За него беше тоа доброволен намаз, за не беше фарзот. Кога ги клања Муаз радијаллаху ан нив јација, ги клања долго. Што во други пренесувана се пренесува дека почна да ја учи суратул Бакара. Да. Почна да ја учи суратул Бакара, ја учеше, значи, цела. Еден од присутните луѓе кои беа тука, излезе од намаз и се клања сам. Го заврши намазот сам. Значи, например, за да сватите малце подобро, починат првиот рекаат, пример. И тој почина сега со суратул Бакара. Ти заприметуваш, тој сега сака, значи, цела да ја читат. Ти што правиш? Ти го продолжуваш намазот сам. Се клањаш втори рекаат, трети рекаат, четврти, тој уште во први рекаат. Ти даваш селам и излагаш од намаз. Намазот твој е коректен. Да, ќе дојме се во објаснувањето тука. Кога го заврши намазот Муаз радијаллаху ан, присутните го известија него за ова. Го известија, му кажаа дека тој човек излезе од намаз. Муаз радијаллаху ан рече за него, тој е мунафик. Тој е мунафик. Овај збор кој го рече Муаз радијаллаху ан за него, му стигна на тој човек. Значи, му го пренесија луѓето дека Муаз радијаллаху ан вели за тебе ти си мунафик. Но види тука едепот на сахаба ридвануллахи алейхим, кога има некој недоразбирана меѓу себе. Тој човек не се врати кај Муаз радијаллаху ан и да го обвинува тој него или му рече зошто го рече тоа, не. Он отиде кај пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Значи, одма и ние треба да одиме кај алимите. Ако имаме недоразбирање, дојме кај алимите. Каде се гледате тука воспитувањето на другите? Тие не, сами се алими, сами се шејхови, сами се вакви и такви, така? Не, овде види, значи, отиде тој кај пекамберот салаллаху алейхи ва селем да му каже она што го рекол Муаз радијаллаху ан за него. Кога му кажа на посланикот салаллаху алейхи ва селем дека вака и вака рекол Муаз за мене, тогаш го повика пекамберот салаллаху алейхи ва селем Муаза да дојдите. И му рече: о Муаз, а сакаш да бидеш фитнеджија? А туриду ан текуна феттанен, фитна. А сакаш да бидеш ти фитнеджија? Кога ти луѓето ќе ги водиш во намаз, учи ги овие суриња. Значи, кратки суриња. Значи, ти кога луѓето ќе ги водиш, учи ги овие суриња. Значи, وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. Значи, овие суриња ќе ги учиш. Кога ќе ги водиш луѓето, или толку, значи не значи само овие суриња тука што се напомнати, туку од прилика, и ако читаш од суратул Бакара и суратул Али Имран и суратул Маида, од прилика толку ќе читаш, толку ајети. Да. Овде Шејх Зейд рахимуллах вели во објаснувањето на овој хадис, дека овој хадис е аргумент дека имамот е задолжен да им олеснуват на луѓето во намаз. Значи, не сме тој да и клањат тие со
со долги ајети. Значи, односно долги суриња. Долги суриња, значи. Да кланјат, значи, тој ја 1 сат, 2 да читат. Туку задолжен е да биде, значи, пократок, да му леснуваат. Но Шејх Зейд рахимуллах вели, немој да го сватиме ни ова олеснување, за ти да не се држиш ни на столбовите од намазот, ни на ваџипите од намазот и така натаму. Значи, тие треба пак да ги држиш, да се воздржуваш на нив. Значи, да сеиш колку што треба на руку, после кревање од руку, пак да стоиш, да се смириш, меѓу 2 сеџдиња и така. Овие све, значи, да ги исполниш треба. Овде не значи олеснувањето ти како значи на брзина како кокошка на шочоката. Не. Не се разбира така. Значи, олеснување во рамките на шеријатот. Во рамките онака како што имат нас посланикот салаллаху алейхи ве селем покажано како да се клањаме, Значи, велите со Шејх Зейд рахимуллах, имамот е задолжен да земи во предвид ситуациите на луѓето кои се клањаат зад него. Ке дојдат тие хадиси, значи, зашто како што вели пегамберот салаллаху алейхи ве селем, فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ, кој ги води луѓето во намаз, нека ја олеснува на нив. فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الضَّعِيفِ وَالسَّقِيمِ وَذَا الْحَاجَةِ. Значи, зашто зад него имат луѓе кои се слаби, кои се болни, кои имаат потреби. Значи, со различни ситуации. Затоа требиш да пазиш и да имаш во предвид оние луѓе кои се клањаат зад тебе. Значи, исто вели Шејх Зейд рахимуллах, во овој хадис е аргумент дека на човекот му е дозволено да се отцепи од намазот и да си ја заврши намазот до крај сам. Но ова, ако има тој потреба, која му дозволуваат нему за тоа да го направи. И за тоа немој никој него да го укорават. И неговиот намаз е коректен, вели Шејх Зейд. Ва салатуху сахиха. Значи, неговиот намаз е сахих, праведен, коректен, аутентичен. Исто Шејх Ибн Баз рахимуллах вели, дека оваа работа, да се отцепиш ти, си почнал со имамов, значи, пазите добро, ти си почнал намазот со имамов, но заприметуваш дека тој долго го клањат намазот, вели Шејх Ибн Баз рахимуллах, ако заприметиш ти дека имамот го должи намазот, а тоа имаш ти некоја потреба или слабост, ти си слаб, не можеш да седиш толку во намаз, поради некоја болест што ја имаш. Или, како што вели Шејх Салих Ал-Фаузан, ти се плашиш да не ти избега тебе патниците со кои си со нив. Значи, ти си кренал на пат со автобус, или со авион, или со воз, и оиш во некоја џамија тука, или се клањаат многу џемати во пример на автобуска. И ти се врзуваш за еден и тој почина тука 2 сати клањат и киндија. Како во Медина еднош, 1 сат, се клањаше и киндија. Да, во универзитетот. Така. И сега ти се врзуваш за него, а вам автобусот треба за пола сат да крени. Ама тој сака сат и пола се клања сега. Тебе ти е дозволено оваква ситуација, како што Шејх Салих Ал-Фаузан, исто Шејх Бин Баз, Шејх Зейд, да излезеш од намаз, да се отцепиш и да се продолжиш намазот нормално клањање и да се даш селам и готово, намазот е твој, се во ред. Или вели Шејх Салих Ал-Фаузан, ако имаш ти пример надвор некоја животно, што имаш страв да не те избегат. Например, имаш животно стано да не те избегат. Тоа ако се гледа 2 сати, животно не знае ќе замените. Да, значи затоа овие работи се причини, например, за да можеш и ти е дозволено легитимирано и никој немој да те укорават да се отцепиш. Ама ти не кај нас овде тој преминути се кланя, ти велиш уште поварше ќе се кланя од овега. Не смееш. Значи овие се лош пример за намаз. Значи овие намазот го клањаат многу лошо и е голем прашалник дали намазот е коректен. Значи е во големо прашање. Во големо прашање, брат, во голема опасност.
И како што вели шех Ибн Баз рахимуллах, една многу убава оцена тука во врска со случката со Муад радијаллаху ан, вели шех Ибн Баз, пекамберот салаллаху алейхи ва селем го воспита Муада, сакаш да бидеш фитнеџија, а не го воспита него што излегол од намазот. Зашто имал коректно постапено. Значи многу убаво преценка од шех Ибн Баз рахимуллах. Потоа следниот хадис, а тој од Аиша радијаллаху анха, قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فأمر أبا بكر يصلي بالناس. قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مقامك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه. Ovaj dolgi hadis koji go prenесува нашата мајка Аиша радијаллаху анха, кажуваат Аиша радијаллаху анха кога посланикот салаллаху алейхи ва селем се разболе, односно болеста му оттежна. Тогаш дојде Билал радијаллаху ан и викаше езан. Посланикот салаллаху алейхи ва селем во тие моменти, во последните мигови од неговиот живот, му рече на Аиша радијаллаху анха и на другите кои беа тука присутни како Хафса радијаллаху анха, наредете му на Абу Бакр, тој нека ги води луѓето во намаз. Аиша, керката од Абу Бакр радијаллаху анха, кој го знаеше незиниот татко каков е, му рече на посланикот салаллаху алейхи ва селем: "Ја Расулаллах, навистина Абу Бакр е човек емотивен. Тој кога ќе ги кланјат луѓето, не може да се воздржи од плачењето. Така што луѓето нема да го разберат него, значи зборовите негови. Подобро е ако би му наредил ти на Омера радијаллаху ан да ги кланјат, тој да ги води во намаз." Тогаш посланикот салаллаху алейхи ва селем пак му рече, го повтори истото: "Наредете му на Абу Бакр, тој нека ги води луѓето во намаз." Кога виде Аиша радијаллаху анха како беше посланикот салаллаху алейхи ва селем отпорен и многу јасен во неговата наредба, му рече на Хафса. Му рече: "Ој Хафса", која беше исто сопруга од посланикот салаллаху алейхи ва селем, речи му на посланикот салаллаху алейхи ва селем: "Навистина Абу Бакр е човек емотивен и тој кога ќе ги кланјат луѓето, ќе ги води луѓето во намаз, значи не го слушаат тие него добро, поради неговото плачење. Ако би го наредил ти Омера, ако му ја дадеш оваа задача на Омера, ќе беше значи подобро." Тогаш посланикот салаллаху алейхи ва селем повторно им рече да му нареда на Абу Бакр радијаллаху ан да тој да ги кланјат луѓето и тогаш ги воспита малца. И Аиша радијаллаху анха и Хафса, поради нивната отпорност. Но како што вели шејх Зейд рахимахуллах, тие имаат двете добри намери. Може го познаваа, односно Аиша уште повеќе, незиниот татко. Но посланикот салаллаху алейхи ва селем, значи, беше одлучен и многу јасно да Абу Бакр е тој кој ги води луѓето во намаз.
Кога видоа таа наредба, строга наредба од посланикот салаллаху алейхи ва селем, тогаш Абу Бекр беше тој кој ја зеде таа одговорност и ги водеше луѓето, муслиманите во намаз. Кога почна Абу Бекр ради Аллаху ан да ги кланјат, значи да ги водит во намаз, посланикот салаллаху алейхи ва селем како да осети олеснување. И тогаш кога осети тоа олеснување, одма стана и отиде во џамија. Да се приклучи, значи односно тој да ги кланјат во намаз. Значи кога осети посланикот салаллаху алейхи ва селем тоа мало олеснување, одма го зедоа тоа олеснување, пази се колку е. Потоа со сето тоа олеснување имаше потреба двајца мажи да го земат пекамберот салаллаху алейхи ва селем лево и десно и да го носат во џамија. И неговите нозе, вели Аиша ради Аллаху анха, се влечеа некогаш и на земјата. Значи, од толку што беше посланикот салаллаху алейхи ва селем болен, дури не можеше нозите негови да ги крените. Но со сета таа ситуација таква, сакаше пекамберот салаллаху алейхи ва селем да оди в џамија се кланјат. Значи, ова кажува, како што вели шејх Зейд рахимахуллах, вредноста на намазот во џамаат. Вредноста на намазот во џамаат, дури во ваква ситуација. Кога влезе посланикот салаллаху алейхи ва селем в џамија, Абу Бекр ради Аллаху ан како да осети некој да иде во неговата близина. И запримети дека тој посланикот салаллаху алейхи ва селем. Абу Бекр покуша да се врати назад, да влезе во сафот што беше и да му го пуши местото на пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Но посланикот салаллаху алейхи ва селем му покажа со ишарет да остане на своето место каде е тука. И тогаш пекамберот салаллаху алейхи ва селем отиде и седна на левата страна од Абу Бекира. На левата страна, не на десната. Се тој ќе пекамберот салаллаху алейхи ва селем ќе биде имамот. Абу Бекар ќе го следи него. Се ти ако се кланјаат двајца, ако се кланјаме ја и ти се, кај ќе се кланјаш ти за јас со имамот? Ти каде? Десно, така? Имамот ја од твојата страна лево. Тука исто, пекамберот салаллаху алейхи ва селем отиде значи од левата страна на Абу Бекр. Значи Абу Бекр му иде не му од десната тогаш. А на Абу Бекр е посланикот салаллаху алейхи ва селем од левата. И тогаш седнат ги кланјаше пекамберот салаллаху алейхи ва селем луѓето. Одседнат. Абу Бекр ради Аллаху ан гледаше што прави пекамберот салаллаху алейхи ва селем. А луѓето го гледа што прави Абу Бекира. Значи Абу Бекр го следеше пекамберот салаллаху алейхи ва селем и го слушаше, до него го имаше, а потоа гласот, повисок глас и го гледа луѓето Абу Бекира ради Аллаху ан. И така, значи, го завршија, го кланја намазот. Што исто ова доказ, и тоа исто најдоброто мислење како што вели шејх Зейд рахимахуллах, дека и ова е последна работа во врска со оваа месела, тоа е имамот ако не може да се кланјат на нозе, дали ние назад за него ќе се кланјаме сите седнати? Имате алими што велат да. Значи ако имамот не може да седи на нозе, сите за него се кланјаат седнати, иако може да се отстанати. Но шејх Зейд рахимахуллах вели ова е хадис е доказ и ова е последно делување од пекамберот салаллаху алейхи ва селем пред неговата смрт, дека значи иако имамот се кланјаат седнат, назад тие се кланјаат станати. Се кланјаат значи на нозе. Овај долги хадис, вели шејх Зейд рахимахуллах, има неколку придобивки. Првата придобивка е тоа важноста. Значи во овај хадис ни станува од нас јасно, ни се разјаснува важноста на намазот во џемаат, во нашата вера. Што посланикот салаллаху алейхи ва селем во таква ситуација, што двајца мажи, и овие мажи сахаба беа, баракаллаху фикум, вистински мажи, што требеа значи да го носат некого во џамија, и што некогаш нозите му се влечеа на земја. Но посланикот салаллаху алейхи ва селем отиде во џамија. Значи тоа кажува значи колку е важно намазот во џамаат.
Втора придобивка, вели шейх Зейд рахимахуллах, дека требит за секоја една џамија да се запосли еден имам. Значи, за џамиите требит имам да биде запослен. Ова го права, значи, државните органи. Значи, државниот орган го запослуваат еден имам во џамијата. Значи, да не остане џамијата така, значи, без имама и да биде, значи, во хаос. И ова исто кажува, значи, вредноста на намазот во џамаата. Исто вели шейх Зейд рахимуллах, од придонесите на овој хадис, во оваа случка тука, ова е доказ дека хилафетот ќе биде на Абу Бакр радијаллаху ан. Тој ќе биде халифа. Зошто кога посланикот салаллаху алейхи ва селем му доверува на Абу Бакр радијаллаху ан верата, што намазот е втори столб во исламот, тога што е за дуњалочките работи. И ова исто остроумноста и разбирањето на Омар ел Фарук радијаллаху ан, кога дојде време да се одлучи после смртот пекамберот салаллаху алейхи ва селем кој ќе биде халифа, Омар радијаллаху ан зеде раката од Абу Бакр и му даваше заклетва. И му рече, пекамберот салаллаху алейхи ва селем беше задоволен со тебе за нашата вера. А како да не бидеме ние задоволни со тебе за нашиот дуњалок? Значи, ова е гледаш, ова е фик, ова е разбирање на сахаба. Значи, кога пекамберот салаллаху алейхи ва селем му доверува на Абу Бакр верата, намазот, што е тогаш дуњалочките работи? Што еден, значи, од аргументите јасни. И тука се спомнува, значи, како што му рече првош Аиша радијаллаху анха, потоа Хафса радијаллаху анха, ја Ресулаллах, рече му на Омера, нареди му на Омера. Пак пекамберот салаллаху алейхи ва селем, не, наредете му на Абу Бакр. Тој нека ги води луѓето во намаз. Исто од придонесите на овој хадис е дека некогаш, значи овде има доказ во овој хадис, дека некогаш е дозволено да се употреби оштрост во советувањето. Како што постапи пекамберот салаллаху алейхи ва селем тука, кога неколку пати повторија, рече му на Омера, тогаш пекамберот салаллаху алейхи ва селем употреби една врсна оштрост, за да разберете дека ситуацијата е сериозна. И дека тој што ќе ги води Абу Бакр радијаллаху анху. Но требите на работа да разбериме. И ова, значи, придобивка, што исто во овој хадис, иако како што го опишуваат Абу Бакр радијаллаху ан тука човек емотивен и кој не може да се воздржуваат во намазот, но кога се работеше за Аллаховата вера, Абу Бакр радијаллаху ан беше лав на први фронт. Значи, нема да мислите тука мекоста од Абу Бакр радијаллаху ан и неговото меко срце, дека тоа е во негативна смисла, не. Неговото меко е срце кога ги чита тој зборовите на Аллах субханаху ва таала. Тогаш, значи, неговото е срце меко. Ама кога се работи за Аллаховата вера, како што рече Абу Бакр радијаллаху ан, и ако не даваат едно јаже, што му го давале на пекамберот салаллаху алейхи ва селем за зека, јас ќе ги војува нив. Едно јаже. Да. Значи, ова е сифон, значи човек емотивен мек во оваа смисла. Ама кога се прашуваат за да се држи цврсто на вистинскиот пат, тој беше Абу Бакр радијаллаху ан, кој прв од мажите на овај уммет му поверува на пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Абу Бакр радијаллаху ан. Значи, затоа, значи, ова да се разбери добро. Исто, од придонесите на овај хадис е
дека е дозволено во текот на намазот да се менат позициите од имам, да се направиш од имам джематлија или па од джематлија имам, без да се започне намазот одново. Без да се започне намазот одново. Кај нас тука одново ќе го започнат. Ки знаеш што ќе измислат? Не, овде имам и докази. Значи, Абу Бекар ради Аллаху ан го почна намазот како имам. Но кога дојде пекамберот салаллаху алейхи ва селем, тогаш пекамберот стана имам, Абу Бекар стана джематлија. Но намазот го продолжи од тука. Не започна одново пак. Следниот хадис, а тоа од Абу Хурейра ради Аллаху ан, анна Расулаллахи салаллаху алейхи ва селем قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. Овој хадис, кој исто заверен во Бухари и Муслим, го пренесуваат Абу Хурейра ради Аллаху ан, да посланикот салаллаху алейхи ва селем вели, кога некој од вас ќе ги води луѓето, нека им олесни, зашто меѓу нив имат мали, имат луѓе во голема возраст, имат слаби луѓе, имат болни луѓе и во други ривајат исто луѓе со потреби. Значи овие работи тој треба да ги имат во предвид имамот кога ги водит во намаз луѓето. И велише Зейд рахимуллах тука дека овај хадис е токму аргумент за тоа. Значи аргумент дека имамот е задолжен да ги имат во предвид ситуациите и состојбите на луѓето кои се кланјаат зад него. А и фаида салла вахдаху фалюсалли кајфа ша. А кога ќе се кланјат тој сам, нека се кланјат како сакат тој. Значи, односно, колку сака тој долго. Да. Значи, кога ќе се кланја тој сам, тогаш негова работа. Ама кога ги водит во намаз, тогаш да имат во предвид и да пазит нивната состојба. Некако ови овде хаваричиве што се, хаварич, кај нас тука, што им велеа, ти требаш на руку 5 минути да стоиш. Да, така им кажува, на руку 5 минути. Да, тука. И други правила нивни измислува. И денес ви ги гледаш кај се. Бициклисти. Па така. Следниот хадис, а тој од Икрама عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يكره أن يؤم الغلام حتى يحتلم. Велит Ибн Аббас ради Аллаху анхума дека не е пожелно, не е препорачливо, не е сакано да ги водит еден малечок кој не е влезен во пубертитет. Значи не е пожелно, не е сакано да ги водит луѓето во намаз еден кој е во таа возраст што се уште не е влезен, значи, во пубертет. Шейх Зейд рахимуллах ги спомнува сега и други хадиси, потоа објаснува тоа е следниот хадис исто од Еби Месуд, значи Еби Месуд, не Ибни Месуд, Еби Месуд ради Аллаху ан قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. Во овој хадис, велит посланикот салаллаху алейхи ва селем, луѓето ги водит во намаз оној кој највеќе знаат да читат од Аллаховата книга. Ако бидат исти во знаењето на Куранот, тогаш оној кој знаат, кој има повеќе знаење за суннетот. Ако бидат исти во таа работа исто, тогаш онаја кој има побаргу или попарвин направено хиџрат. Ако бидат исто и со хиџретот, тогаш оној
кои се има конвертирано во исламот на попарвин. Значи, кој е попрв, значи во неговото конвертирање, кој се направил муслиман прв од тие двајца, пример, ако се исти во Куранот, во знаењето, во суннетот и во хиџретот, тогаш кој од нив бил попрв влезен во исламот. Значи, вели шејх Зейд рахимуллах, овој хадис е база. База во врска со како да биде пореден, кој имат повеќе заслужено за имам да бидат. Значи, овој хадис ни е база нас. Гледаме, значи, кој знаат повеќе, односно, научил напамет од Куранот, а потоа од суннетот и така натаму, значи, овој хадис е база за таа работа. Кој да биде, значи, кој да ги води луѓето во намаз. Но, треба овде на работа да се пазит, и тоа е вели шејх Зейд рахимуллах, ако имам запослен во таа џамија, имам редовен, кој државните органи го имаат него вработено, дали е тогаш ако дојде некој алим и се кланя во таа џамија, дали ти е дозволено тебе во таа ситуација тогаш да му пожна имам речиш седни ти, ке не кланат алимот, зашто имат повеќе знаење од тебе? Не. Значи во таа таква ситуација кога тој е од државните органи запослен, не доликуваат и не припаѓаат за да му речиш ти седни, нека не кланјат нас алимот. Да, ако тој му дава нему предност самиот од себе си, тоа е друга работа. Исто велит посланикот салаллаху алейхи ва селам да не го водит човекот еден други човек во неговата куќа. Значи во својата куќа, во своето место, оној кој го води намазот е тој домачинот, газдата. Освен ако тој му даде предност на другиот. Или па ако тој навистина нема компетентност да го води во намаз тој човек. Значи тој нема компетентност, тогаш предават компетентноста на други. Или тој што има знаење, ако заприметите дека тој домачинот нема компетентност, тој му вели нему дали можам ја да му олесни ситуацијата, значи му бара, значи дали ми дозволуваш, значи да јас го водам намазот. И исто од едепите кои ги напомнува тука пекамберот салаллаху алейхи ва селам во врска со посета кога си кај некого, да не седниш на она место каде што стои домачинот, освен со негова дозвола. Значи кога одиш кај некого на посета, вели шејх Зейд рахимахуллах, е од едепот, од етиката да не седнуваш на она место каде што стои газдата на куќата. Туку дозволуваш да тој домачин од тебе каде да ти каже да седнеш. Значи ова од едепот, од доброто понашување меѓу муслиманите. Следниот хадис, а тој од Ибн Мас'уд радијаллаху ан, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. Овој хадис кој го пренесува од Абдулlah ибн Мас'уд радијаллаху ан, да посланикот салаллаху алейхи ва селам им вели на сахаба, нека ме следат мене позади мене назад, оние луѓе кои имаат остроумност и знаење. Значи, оние луѓе што стоат зад имамот, директно зад имамот, да бидат оваа класа на луѓе на остроумност и знаење. Зошто ако се случи нешто, некоја работа, што треба имамот да излезе од намазот, или други работи, или грешка во намазот, тие со нивното знаење може него да го поправат или да го преземат намазот и да го водат до крај. А ако биде некој џахил, како кај нас што се случува тука, тој тука застанува за него, нема врска, дали имамо 5 рекати ги кланал пладна или 3,
To je za nego se klanjata. Znači, tako se slučava, znači, tuga kajnas. Ti je 5 se klanja, to mi se 4 je tako. I se za nego to je. Ađija bilo. Da. Znači, imamo, ovaj hadis ne uči nas i ne poučuvat, se da on je luge na ostroumnost i luge na znanje. Luge na znanje. Ova go rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem 3 pati. 3 pati go povtorilo. Što znači važnost na ova rabota. Važnost na ova rabota. I isto veli šejh Zeid rahimahullah deka ovaj hadis je dokaz isto, odnosno zemame pridones deka na koga Allah subhanahu wa ta'ala mu dal znanje, šerijatsko znanje, so to znači Allah Đelešanu go počestil nego. So to znanje. I zato znači da ima taja privilegija uživat, zato da bili zat imamo dvod namaz. Zašto je počesten so to znanje. Počesten je so to znanje. Isto v ovaj hadis Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem ne predupreduva nas od pazarita. Sedenje vo pazari, odenje vo pazari. Zašto? Vo pazarita najčesto se slučuva da se zakolnuvat vo Allah, a lažat. Često se slučuva kavgi, karanici, nedorazbiranja. Znači, vo pazari se odit za potreba. Da li ta potreba za kupoprodažba ili potreba ti da kupiš sam, ili to što prodava, znači što mora tuka da vidi. Ama inače, odenje vo pazarite bez razlog, bez pričina, ne je dozvoljeno. Ne je preporačljivo. Da, znači nekoj badjalđija dođe pazar. Nikakva rabota, ne ništa ne sabarat od nego. Nikakva obvarska. Ne je sakano to nešto. Slednji od hadisa, to je od Anas ibn Malik, radijallahu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها حذفة. V ovaj hadis poslanik sallallahu alejhi ve sellem im naredoval na sahaba ispolnete gi safofite. Ispolnete gi safofite i zbližete se. Ispolnete gi i zbližete se. I isto dobližete se so vašite, znači, ramenici. I potom se kolnit poslaniku sallallahu alejhi ve sellem vo Allah subhanahu wa ta'ala. Se kolnam vo onoj vo čija raka je moj život. Deka jaz gledam velik Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem i ovo mu go возможува nemo Allah subhanahu wa ta'ala, jaz gledam kako vlaga šejtanite vo tije praznini vo safovite. Kako ovca mala što vlaga, znači što može da prominite. Mala crna ovca. Така, znači, isto šejtanite vlaga vo među safovite. I veli šejh Zeid rahimahullah, što to vlaganje među safovite od strana šejtanite предизвикуваат непазливост кај джемаатот потоа во намазот и да заборават тој. И весвеси. И колку тоа се случува. И ако гледаме, значи, гледај како стоат, значи, во сафот. Гледај како стоат во сафот. И затоа вели шейх Зейд рахимахуллах дека овај хадис е аргумент дека е задолжно ваџиб, значи задолжност да биде сафот на најубав начин ispraven. Na najubav način. I od ubavio način na safuvanje je da bida, znači, zbližani. Da bida zalepeni. Sonivnite, znači, petici. I isto sonivnite ramenice. Slednji od hadisa, to je od Abu Hurajra radijallahu an, kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, khayru sufufi rijali awwaluha wa sharruha akhiruha,
وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه مسلم. Велит Абу Хурейра радијаллаху ан дека посланикот салаллаху алейхи ва салам велит: најдобрите сафови кај мажите се првите, а најлошите се задните. И најдобрите сафови кај жените се задните, а најлошите се првите. Пренесен е хадисот во Сахих Муслим. Во Сахих Муслим. Што вели шејх Зейд рахимуллах, дека во овој хадис е аргумент вредноста да се брзаме да одиме во џамија, за да достигнеме, значи да бидиме и да се кланяме во првиот саф. Зошто, како што дојдено, значи во овој хадис, дека се тие најдобрите сафови, а исто задоснувањето значи е опасност што тој да биде во задните сафови секако, и исто може би некој дел од намазот да му избегнет. Исто вели шејх Зейд рахимуллах дека овој хадис е доказ дека е дозволено за жените да се клањаат во џамаат. Значи да одат во џами. Дозволено тоа да, како што учевме во претходните дерсови, не им забранувајте на Аллаховите робинки џамите Аллахови, но сето тоа, како што напомнавме тогаш, со тие услови, значи да биде коректно, како што треба облечена шеријатски, без облека кои паѓаат во очи, без парфумурани, така натаму. Значи, сите тие работи се бараат да бидат исполнети за да се земите и да се присуствуваат во џамаат, значи во џамиите. Следниот хадис е од Ибн Аббас радијаллаху анхума قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا متفق عليه. Овие два хадиси, првиот од Ибн Аббас радијаллаху анхума, дека велит: јас се клањав со посланикот салаллаху алейхи ва салам во една вечер. Значи нафиле намаз. И застанав на неговата лева страна. Тогаш ме зеде посланикот салаллаху алейхи ва салам за мојата глава од назад и ме пренесе, значи, на неговата десна страна. Што ова доказ дека ако се клањаш само ти и еден други со тебе, дали тој фарз или нафиле, имамот е, значи, кашо си е имамот, ама другиот тој што е џематлија со имамот е од десната страна. Од десната страна, не од левата страна. Овде другиот хадис, хадисот од Енес радијаллаху ан, кажува дека пегамберот салаллаху алейхи ва селем се клањаше една вечер во куќата на Уму Сулейм. Јас денес и еден јетим застанавме зад посланикот салаллаху алейхи ва селем. Што значи се учиме, ако се двајца веќе, не може да бидат, значи едниот на десната страна од имамот, другиот на левата страна. Туку треба зад имамот да се клањаат. Значи ако се двајца веќе. Значи еден, ки Ибн Аббас беше еден само, застана од десната, значи го намести да биде. Хадисот од Енес веќе беа двајца. Енес и јетимот. Значи застана зад пегамберот салаллаху алейхи ва селем. И Уму Сулейм се клањаше зад Енеса и зад јетимот. Што значи, исто вели шејх Зейд рахимуллах, ако ти се клањаш со твојата сопруга дома, на фила, тогаш не застанува твојата сопруга до твојата десна страна. Таа зад тебе се клањат. Фарз, на филе, што да е, брат? Не секогаш твојата сопруга со тебе, до тебе одма. Десно својата, туку зад тебе се клањат. Зад тебе. Како овде Уму Сулейм. Уму Сулейм, радијаллаху анха, застана сама назад, скроз. Да. И исто вели шејх Зейд рахимахуллах, дека исто е доказ дека и мажите и жените го следат имамот во намаз, и мажите застануваат зад имамот, а жените зад мажите. А жените, значи, зад мажите.
Следниот hadis, a to je od Ebi Bekra radijallahu an, annahu intaha ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. أبو بكر نه أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه vleze vo džamija od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I gozdogleda napred safot, luѓе to беа веќе на руку'. Значи poslaniko sallallahu alejhi ve sellem и значи другите сахаба беа на руку'. Абу Бекра радијаллаху анху од самиот влез, значи во џамијата, отиде и тој на руку'. И со одење, значи, стигна до сафота. Значи, на руку и одеше напред, дури да го стигне, значи, на местото на сафот. После намазот, му го спомна ова на пекамбера, салаллаху алейхи ва саллям, значи, го извести вака и вака, ја Расулаллах, направи јас. Значи, влегов во џамија, ве зогледа вас, вие бевте на руку, ја уше од влезот, влегов на руку и идев напред, значи, покроце. Пекамбера, салаллаху алейхи ва саллям, му рече тогаш, Allah да ти го зголеми тебе или да ти даде тебе повеќе внимателност, но не го повторувај тоа. Ова не го повторувај, значи имаат алимите, не се враќат назад, не го повторувај, не прави така како што си направила. Се некој алим велат ла теуз, значи нема потреба да го повториш намазот. Значи нема потреба да го повториш рекатот, се да ги имаш него више достигнато. Се некој може би го разбира вала теуд, значи не да правиш повеќе така. Има некои од алимите што така го објаснуваат. Исто следниот хадис, а тоа од Вабиса ибн Ма'бад, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. Во овој хадис, кој го пренесува од Вабиса ибн Ма'бад, дека посланикот салаллаху алейхи ва селем виде еден човек кој сам се клањаше зад сафот. Сам зад саф. Значи сафот напред, тој заднив се клањаше сам. Тогаш пекамберот салаллаху алейхи ва селем му нареди него да го повтори намазот. Да. Сега што вели Шејх Зейд рахимуллах во објаснувањето? За да разбериме, значи, да ги разбериме аргументите онака како што ги објаснуваат, значи, што ги објаснуваат алимите. Но Шејх Зейд рахимуллах го напомнува тој еден хадис, а тој хадисот од Абу Хурейра رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. Во овој хадис посланикот салаллаху алейхи ва селем вели кога вие ќе слушнете икаметот од намазот, одите во џамија, но одите во џамија со смиреност и спокојност. И не се брзајте. Она што ќе достигнете од намазот, клањајте го, и она што ви има од вас избегнато, дополнете го. Доклањајте го. Компензирајте го. Значи, тоа е хадисот од Абу Хурейра. Шејх Зейд рахимуллах велит, во хадисот на Абу Бекра е доказ и објаснување дека оној кој го достигнува имамот во руку, дека тој го има тој рекает стигнато. Да. И исто е доказ дека иако тој влагат во руку, без да бидат во сафот влезен, туку влагат во влезот на џамијата и потоа одит, тоа за него значи коректно и тој рекает е стигната. Како што има правено тука Абу Бекра радијаллаху анху. А во врска со хадисот на Вабиса ибн Ма'бад, што му
нарedi пекамберот салаллаху алейхи ва салам на тој човек да го повтори намазот, тој е во оној случај кога човекот зад сафот се кланјат сам, а имал можност да влезе во сафот. Има некој паметни кај нас, некој пат. Значи има место тој десно и лево да поде, не, тој се кланјат зад сафот. Во таа ситуација за него вреди овој хадис. Што пекамберот салаллаху алейхи ва салам, значи му нареди да го повтори намазот. Но ако тој дојде во џамија, вели шејх Зейд рахимуллах, ако влезе тој во џамија и забележува дека не може да влезе во сафот, значи исполнење на вистина до крај, тогаш тој се клања во другиот саф и тој нема никаков грев и никаква одговорност. Така што ќе застанеме тука бизниллахи таала. Ќе застанеме тука и идните дерсови се сакав вечерва да учиме, ама времето, значи више сега сат време сме тука да учиме бабу салатил марида, значи поглавието намазот на болниот човек. Но ова ќе го ставиме иншаллах за идните дерсови. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.